И деца кои вршеле насилство врз соученичка во паркот во Ѓорче Петров, но и нивни родители и старатели се повикани на разговор во полиција за грозоморниот инцидент, за бруталното насилство и изживување од група ученици врз едно девојче. Министерот за внатрешни работи вели дека е потребен заеднички пристап и булингот го нарече вид на криминалитет. Се води истрага, 14 лица се повикани на разговор и за дел од нив ќе следат одредени процесни действија. Секако во рамки на овој предмет е вклучено и јавното обвинителство, се постапува по насока на надлежен јавен обвинител и текако мораме да бидеме фокусирани во делот на овој тип на криминалитет. Не само од аспект на Министерството за внатрешни работи, заради тоа што Министерството за внатрешни работи во суштина делува превентивно, но неговото делување е секако и репресивно. Мора сите институции да бидат вклучени во рамки на овој процес, да дадеме еден повеќе секторски одговор, системски пристап да имаме. Видеата и фотографиите од насилствата врз девојчето биле објавени на социјални мрежи, пошто за случајот дознал таткото и пријавил на полиција. Насилството се случило на 27 март. МВР го нотира во билтенот по пријавата на таткото на 7 април без многу детали, а до денес, 3 недели по пријавата, се уште не е завршена истрагата за грозоморното насилство преживеано во паркот девојче кое е во основно училиште. Од образовниот систем велат дека се преземени сите мерки од страна на училиштето во Ѓорче Петров и од стручните служби во Министерството за образование. Од друга страна, Тошковски вели дека булингот мора да стане поголем приоритет, не само за полицијата, туку за целото општество, како што стана семејното насилство, поголемата трагедија со жртвување на мајка и 5-годишна ќерка. Тој дури предложи и полициско навлегување во телефони на жртви на насилство за директно снимање на случаи. Еден интелигентен систем на констатирање на докази врз основа на сите мобилни уреди кои што ги поседуваат македонските граѓани. Односно, кога било која жртва ќе се јави во рамки на еден паметен систем, еве така да го кажам сега во старт, да може со нејзино одобрување Министерството за внатрешни работи во истиот момент да ја користи и камерата и она кое што се случува како действие физичко, така и од аспект на аудиозапис. За спречување на семејното насилство, предложени се законски измени со кои насилникот со одлука на полицаец ќе треба да го напушта домот во кој ќе останат жртвите, за да се избегне повторна виктимизација на тие на кои им треба помош, а не осуда од околината.